Фудбалерите на Вардар и Турново одиграа нерешено 1:1 во дерби над првото од 15-тото коло во првата фудбалска лига на Македонија. Металург со победата од 2:0 на гостувањето кај Напредок изби на чело на табелата. Евромилк го победи Работнички го солата со 1:0, а Шкендија беше убедлива во двобојот против гости и триумфираше со 4:0. Илир Елмазовски беше стрелец на победничкиот гол да Пелистер на дуелот против Берганеца од Штип, кој заврши со 1:0. Македонија Ѓорче Петров со 2:1 ја победи Ренова. На табелата Металург е прв со 26 бода, колку што има и Вардар. Работнички има 24, колку што собра и досега и Пелистер. Следното 16-то коло се игра на 17 ноември. Кошаркарите на МЗД Скопје аеродром ја прекинаа црната серија од 3 порази поред со победата над Крка со 80-75 во рамките од 7-то коло на АБА лигата. Македонскиот шампион лошо го започна мечот. Губеше со 12-19, а по првите 10 минути резултатот гласеше 20-23. Решавачка за надпреварот беше втората четвртина во која избраниците на Влада Вукојичич постигнаа 19-та, примија само 8 коша, па на полуреме заминаа со позитива од +8, 39-31. МЗД Скопје ја одржуваше предноста за во финишот Крка да се закани на млуеки на 74-70. Сепак се влезе во пенал завршница во која македонскиот првак беше ефикасен и ја прекина серијата од 3 порази поред во АБА лигата. Дамјан Стојановски даде 14 коша, Рейнолд и Гечевски постигнаа по 12 коша. Следниот надпревар кошаркарите на МЗД Скопје го играат во Еврокупот веќе в среда на гости против Уникс Казан. Манчестер Сити во следните месец дена нема да може да смета на Давид Силва. Шпанскиот репрезентативец го повреди листот на ногата на надпреварот во Лигата на шампионите против ЦСКА Москва. Во моментов не знаеме колку недели ќе отсуствува, но ќе може да бидат 3 или 4, изјави менаџерот Мануел Пелегрини. Се очекува Силва да ги пропушти следните 5 надпревари на граѓаните, а би можел да се врати на дуелот против Саутемптон на 7 декември. Поранешниот фудбалер на Валенсија сезонава на 7 надпревари на кои стартуваше, постигна 3 гола и 4 асистенции. Вечерва ќе гледаме нова тениска класика во финалето на завршниот мастер што се игра во Лондон. Новак Џоковиќ ќе игра против Рафа Надал. Шпанскиот тенисер со 2:0 во сетови беше подобар од Роџер Федерер во полуфиналето, а Џоковиќ со истиот резултат го победи Станислав Вавринка. Последното финале од актуелната сезона со себе ќе го донесе дуелот на двајцата тенисери кои одбележаа оваа тениска година. Круната ја брани Новак Џоковиќ. Во своите досегашни кариери Надал и Џоковиќ се имаат сретнато вкупно 38 пати, а шпанецот е поуспешен со 22 победи наспроти 16 на Новак Џоковиќ. Во NBA лигата синоќа се одиграат 4 средби. Сан Антонио Спарс го декласираше Њу Йорк Никс со 120-89, цели 31 поен разлика. Главен херој во редовите на Сан Антонио беше Даниел Грин со 24 поени, а по него следа Леонард со 18, Паркер со 17 и Данкан со 11 коша. Кај Њу Йорк најефикасни беа Кармело Ентони и Андреа Барањани кои постигнаа по 16 поени. Далеку поинтересно беше во Оклахома Сити, каде домашниот тим славеше со 106-105 по едно продолжение во дуелот со Вашингтон Визардс. Кевин Дурант даде 33 поени и 13 скока и беше предводник на молниите, а Ибака додаде 25 коша и 12 скока. Кај Вашингтон рекордна вечер имаше Бредли Бил со 34 поени, но Џон Вол во последниот напад не успе да погоди од добра позиција за триумф на гостите од Вашингтон. Минесота Тимберволвс стави крај на низот од 22 порази едно по друго во дуелите со Лос Анџелес Лейкерс. Минесота дојде до триумфот од 113-90 за конечно ставање крај на негативната низа. Кевин Мартин со 27 поени го предводеше нападот на гостите, за кои Кевин Лав додаде 25 поени и 13 скокови, а трипл-дабл од 12 поени, 10 скока и 14 асистенции оствари Рики Рубио. Стив Блейк со 19 поени и 8 асистенции и Џоди Микс со 16 поени беа најефикасни кај Лос Анџелес Лейкерс. Тие го доживеа петиот пораз во 8-миот настап оваа сезона. За вечерва предвидени се 9 надпревари.